Добар ден, повторно со директно вклучување од нов митинг од кампањата со кое што председателот Ѓорги Иванов со поддршка на ВМРО ДПМН ја бара довербата за втор петгодишен председателски мандат. Денеска се јавуваме од плоштадот во Свети Николе. Со мене на оваа бина е Илија Стоилев, председател на Советот на Свети Николе. Добар ден. Добар ден до сите гледачи на македонска телевизија. Еве убава можност денеска светениколчани да испратат една порака до целокупната јавност дека ја поддржуваат програмата на председателот Ѓорги Иванов. Сега дојде овде во Свети Николе да побара уште еден мандат. Нормално дека светениколчани, како и останатите граѓани на нашата држава, немаат време за чекање. Не можат да чекат да некој да се докажува во политиката во Македонија. Тие веќе одбраа, даваат поддршка на луѓе кои се веќе реализирани, кои знаат како својот квалитет да го манифестираат во интерес на државата. Дали се гледаме во позадина дека граѓаните почнуваат масивно да се собираат во очекување на официјалниот дел. Значи не може да сомневаме во нашите сограѓани, тие сигурно ќе го исполнат плоштадот, сигурно ќе сакаат да испратат една силна порака, на силна поддршка до целокупната јавност дека светениколчани го препознале сегашниот, односно идниот председател на Република Македонија Ѓорги Иванов, неговата политика кој досега ја водел претходниот петгодишен мандат како председател, најверојатно оставила силен печаток. Дали тоа се работи на очување на идентитетот и борбата за името, дали тоа се работи на целокупната клима која создава со своето мирно владење, за да има една позитивна економска клима или бизнес клима за привлекување на странски инвестиции, од кои се николчани. Така и светениколчани во таа насока сте во очекување на карго аеродромот, сте во очекување на автопатот кој веќе започна да се гради за Свети Николе како општина која што е со претежно земјоделска занимање да добие на атрактивност. Точно, баш така, овие проекти кои ги спомнавте со исклучено значење за развојот на нашата општина и карго аеродромот е отопадот, ќе го доближат Свети Николе како општина до главниот град Скопје на само 15 на минути за 42 километри. Значи тоа е нова можност светениколчани да имаат привилегија да бидат соседна општина на главниот град Скопје. Јас ќе ве оставам исто како и гледачите да поуживате со овој културно-уметнички дел од Благодарам и на вас, благодарам за можностите.